Bonjour les enfants et bienvenue en classe de français. Добре дојдовте ученици на денешниот час по француски јазик во училница за 8 оделение. Јас сум Бојана Наумова Радосавлева кај основното училиште Гоце Делчев, село Љубанци, Скопје. На овој час ќе се запознаеме со наставната единица опис на лица со степенување и споредување или degré de comparaison. Резултатите до кои што треба да дојдеме од денешното учење се следните. Треба да дадеме физички карактерен опис на лица со претходно повторување на описните придавки, да споредиме две или повеќе лица при нивниот опис со употреба на компаратив и да ја усвоиме формата на суперлативот која ќе ја користиме при описот на лица. За почеток, да се потсетиме како опишуваме некое лице со употреба на некој од описните придавки. Ils sont comment на прашањето. Како ќе одговориме? Ајде, потрудете се и направете по неколку реченици при описот на овие две лица. Elle est comment? Cette femme, elle est comment? Elle est belle. Elle est grande. Mince. Elle a les cheveux longs et marrons. Et cet homme, il est gros, petit. Il a les cheveux noirs. Donc, ce sont les adjectifs de l'aspect physique. Ова ни се придавките, кои што сигурна сум дека ги знаете, за опис на некое лице. Значи за физички опис на некое лице во машки и во женски род. Да внимаваме на придавката во машкиот род. Например, grand, grande. Додаваме едно «е». Исто и со petit, petite. Придавките mince, jaune имаат иста форма во машки и женски род. Gros, grosse, beau, belle. Овие се неправилни форми, како и vieux, vielle. Blond, blonde, brun, brun, добиваат едно «е» на крај. И roux, rousse ни е придавката неправилна. Ги користиме при физичкиот опис. Исто така, карактерни особини можеме да дадеме со следните придавки. Во машки и во женски род внимаваме на нивната форма. Sympa, gentil, mais gentil. Heureux, heureuse. Triste, triste. Придавката е иста. Paresseux, paresseuse. Овде се менува. Како и nerveux, nerveuse. Honnête. Bavard, bavarde. Timide, calme и drôle. Овие придавки имаат иста форма и во машки и во женски род. Ке ни помогнат понатаму кога треба да направиме споредба при описот на две или повеќе лица. Да ги погледнеме следните примери. Je suis plus intelligent qu'Obélix. Je suis plus fort qu'Astérix. Вели јас сум попаметен од Обеликс. А Обеликс вели јас сум посилен од Астерикс. Што забележуваме овде? Придавката ја степенуваме. Значи имаме придавка, ја степенуваме. Значи споредуваме две лица. Велиме Жан е aussi grand que Пол. Жан е исто толку висок колку и Пол. Пол е plus grand que Жан. Пол е повисок од Жан. И Жан е moins grand que Пол. А Жан е понизок од Пол. Правиме компаратив кај придавката, тоест степенување на придавката. Овој компаратив се применува да ги споредиме нештата по особина, значи кога имаме некоја придавка или компаратив de qualité. Кога сакаме да истакнеме поголема вредност или супериорите, го користиме зборчето plus, ја имаме придавката и к. Кога сакаме да истакнеме помала вредност, тогаш имаме moins, значи ова ни е инфериорите, moins, придавката и к, и егалите или иста вредност, aussi придавката и к.
Како во примерите. Астерикс е moins grand qu'Obélix. Астерикс е понизок од Обеликс. Обеликс е plus gros qu'Astérix. Обеликс е подебел од Астерикс. И Астерикс и Обеликс son aussi fort, дека Астерикс и Обеликс се исти по сила, имаат иста сила. Тоа ни е компаративот кај придавките. Во следните примери да направиме разлика. Je suis plus intelligent qu'Obélix. Ова веќе го знаеме. Значи, тука имаме споредба на две лица и степенување на придавката. Јас сум попаметен од Обеликс, но во следниот пример што забележуваме? Астерикс е le plus petit. Астерикс е најнизок. Значи, не правиме споредба, туку кажуваме дека тој е најнизок. Значи, го имаме овде суперлативот на придавката, онаа највисока вредност. Како ќе го формираме? Со помош на определените членови Л, Ла и Ле, потоа зборчињата плю и муан, значи за највисока или најниска вредност, и ја имаме придавката. Силви е la plus belle fille. Подметот ми е во женски род, затоа го користиме членот, тоест определениот член во женски род еднина, па имаме плю, belle fille, значи бел ми е придавката. Силви е најубавата девојка. Лука е le moins grand. Лука ми е подметот во машки род, затоа го користиме определениот член за машки Л, имаме moins и придавката grand во машки род еднина. Лука е најнискиот. Том и Софи son les plus intelligents. Том и Софи се најпаметните. Бидејќи подметот ни е во множина, придавката ни е во множина, како и определениот член ле. À vous maintenant. Complétez les phrases avec la forme correcte de l'adjectif, comparatif ou superlatif. Значи, треба да ги комплетираме празните места во следните реченици со употреба на компаративот или суперлативот, кај придавката. Во заграда ја имаме придавката. De toutes les filles de sa classe, elle est, имаме знак за супериорите и придавката petit. Овде немаме споредба, бидејќи нема употреба на две лица, така да ќе биде суперлатив. Подметот е во женски род еднина, значи ќе биде суперлатив la plus petite. Мартин е, имаме знак за супериорите и придавката grand, подметот ми е во женски род еднина. Martine est plus grande que ses parents. Е plus grande que ses parents. Мартина е повисока од незините родители. Зое, имаме знак за инфериорите, придавката timide. Од Том, значи треба да направиме споредба. Зое е moins timide que Paul. Tu es, знак за егалите, придавката rapide. Tu es aussi rapide que moi. Jean et Lucie sont, подметот ни е во множина, имаме придавка fort во множина, ќе биде le plus fort, бидејќи знакот ни е за супериорите, највисоката вредност. Jean et Lucie sont les plus forts. Жан и Луси се најсилните. Et je suis, знак за егалите, belle, Mona. Je suis aussi beau или belle que Mona. Ја користиме придавката, бидејќи не ни е потенциран подметот, дали е во машки или женски род, затоа може придавката да биде и во машки и во женски. Beau или belle. Je suis aussi belle que Mona. Јас сум исто толку убава колку и Мона, или исто толку убав колку и Мона.
Еве ги ле репонс, тука се одговорите, можете да си ги проверите дали точно сте ги напишале речениците во вашите тетрадки. И за домашна, според сликичката, потрудете се да направите споредба помеѓу неколку лица, значи користејќи ги описните придавки кои што ги повторивме за физички опис и карактерен, како и формите за компаратив и суперлатив. Restez chez vous et apprenez le français. Merci de votre attention et à bientôt!